Сега ни следува следниот дел, после бој се од Бога, еве да отвориме во Откровение 14 глава, што доаѓа во првата ангелска вест, 14 глава Откровение, што вели ангелот таму, кој што лета посреде небото, имајќи го вечното Евангелие, и вика со силен глас, бој се од Бога, и следното е, подајте му слава. И сега се наметнува прашањето, како ние грешници можеме да му подадеме, да му дадеме слава на Господа, кога ние таа слава ја немаме. Павле јасно вели во Римјаните 3.23 дека сите сгрешија, без исклучок, сите ние, сите сгрешија и ја изгубија славата Божија. Ќе видиме како можеме ние да му дадеме слава на Господ и како да го прославиме, откако ќе одговориме во прво на прашањето што е таа Божја слава? Што е Божјата слава? Божјата слава во Библијата се срекава во два аспекта. Првиот аспект е она надворешна светлина. Знаете, присутна и кај Адам и Ева пред падот. Тие одразувале таа Божја слава и надворешно. Таа облека, светлосна облека, да ја кажеме. Сведоци сме на тоа дека само два ангели кои што се појавиле утрото во неделата кога Исус веќе воскреснал крај гробот, па испопаѓале сите стражари таму, римски војници. Само нивното присуство и нивната светлина. Тоа е тој надворешен аспект. Во поглед на тоа ќе прочитаме еден стих во Излез или Втора Мојсеева 24 глава. Втора Мојсеева 24 глава, Излез 24 глава. Од 15 стих до 17, значи самиот крај тамо на 24 глава Излез. Потоа Мојсија се искачи на гората, значи она негова средба со Господа. 15 стих, потоа Мојсија се искачи на гората, а тогаш облак ја покри гората. Господовата слава се настани на Синајската гора и облакот ја покриваше 6 дена. И тешко на народот ако облак немало тогаш кога Господ бил присутен на Синајската гора. И вели на 7-миот ден Господ го повика Мојсија од пред облакот. Господовата слава на врвот на гората беше за очите на израелците како оган што изгорува. Тоа е тој еден аспект, надворешна манифестација на таа негова слава. Меѓутоа, тоа не е тоа што го вели првиот ангел, туку станува збор за оној втор аспект, внатрешната слава, која што само се манифестира преку таква светлина надворешно. За да сватиме што е Божјата слава, повторно ќе се искористиме со Мојсија и со неговиот живот, затоа што тоа е неверојатен приказ на Христовиот живот. Неговиот живот е приказ на Христовиот живот, всушност. Еве, ќе видиме, значи, ако сме се уште во Излез, да свртиме малку понапред во 33 глава. Значи, Втора Мојсеева, 33 глава. И ќе читаме овие познати стихови, најнапред 18 и 19 стих од 33 глава, кога Мојсеј побарал од Господа да ја види неговата слава. 18 стих вели, покажи ми ја својата слава, замоли Мојсеј. И, што вели 19 стих, Господ вели, ке дозволам пред тебе да помине сиот мој болскот, значи еве го тој надвршен аспект, но и нешто повеќе. Одговори, пред тебе ке го изустам своето име Господ, ке бидам милостив кому што сакам да бидам милостив, ке му се смилувам кому што сакам да му се смилувам. Зашто станува збор овде? Ова се веќе карактерни особини. Милостив. Во 34 глава уште појасно ни станува, 5 до 7 стих, 34 глава. Господ слезе во облак, а тој застана пред него и го повика името Јахве Господ. Господ помина пред него па се јави. Јахве, Господ, Бог дарежлив и милостив, долготрпелив на гнев, многу милостив и вистински, искажува милост на илјадници, проштава опакост, грев и престап, но не остава неказнат виновник, туку ја казнува опакоста на татковците врз децата и на внучињата до 3-то и 4-то поколение. Овде гледаме карактерни особини. Овде всушност
Господ, поминувајќи пред Мојсија, му го покажува својот карактер. А Мојсей барал да ја види Господовата слава, што е лесно да се свати, значи дека всушност Господовата слава е карактерот Божи. Да видиме во 29 стих од истата глава, што се случува? 29 стих од истата глава, значи 34 глава, 2 Мојсеева, или излез. Најпосле Мојсей слезе од Синајската гора, откако веќе, значи поминале тие 40 дена, и слегувајќи од гората, ги носеше в раците плочите на сведоштвото, веќе законот го примил, и вели, не знаеше дека од неговото лице заради разговорот со Господа блескаше светлина. Каква е ова светлина? Што е ова всушност? Па тоа е Господовата слава, всушност тоа е одразува Господовата слава, заради тоа што бил 40 дена со Господа, бил во разговор со Господа. Мојсей ја одразува дури и надворешно таа слава Господова. И вели не знаеше, не беше свесен. Во претходната глава, да прочитаме еден стих, исто битен, 33 глава, на 11 стих. Вели овој стих, така Господ разговараше со Мојсија лице во лице. Како што човек разговара со пријател. Лице во лице. Мојсей имал чести контакти, чести разговори со Господа лице в лице. Затоа можел да ја одразува Господовата слава од себе, дури и надворешно. А пред се, нели, ние се концентрираме на внатрешниот аспект на таа слава, што всушност го представува Божиот карактер. Значи, прост заклучок од сето ова, што е, можеби во склоп, исто така и на поуката денеска што имавме, за да вие го одразите Господовиот карактер, вие треба да имате чести средби, разговори со Господа, не само молитва тука и проучување на Божја реч, значи, целокупниот ваш духовен живот треба да биде близок со Господа, за да го одразувате неговиот карактер. Па тоа е обично правило, мислам, обично правило. Ако вие често се дружите со некој пријател кој што може би вие на некој начин и идол или не знам, ви се допаѓаат некои црти кај него и некои манири, вие после подолго дружење со него, свесно или несвесно ќе почнете да имитирате некои работи од него. Затоа што често највеќе се дружите со него или гледате телевизија, гледате филми, ќе заличите полека, јас сеќавам кога бев помал, значи, обично тоа е кај децата многу повеќе лепат, нели, и примаат. Ќе гледавме Тарзан, тоа беше популарен Тарзан, и после тоа, откако ќе заврши филмот, обично во недела поплани ги дадат тие филмови, ќе излеземе на улици и сите викаме како Тарзан, некој си джипа, скока. Ете го ефектот, значи, на тоа што го гледате. Да се вратиме на Мојсей. Лице в лице. Често имал вакви контакти со Господе. Видите сега во Броеви, значи 4 Мојсеева, 12 глава, што имаме забележено? Што е познат Мојсей? 12 глава, Броеви, 3 стих, или 4 Мојсеева, значи 3 стих, 12 глава. Мојсей беше мощне, скромен човек, најскромен човек на земјата. И сега под ова скромно се подразбира кротост, понизност. Мојсей бил најскромниот, најпонизниот човек на земјата. Како успел да стигне до таква една состојба? Пазите, гордоста е еден составен дел на грешното човечко суштество. А кај Мојсија гледаме сосема спротивно, оно што е побожно, побожна карактеристика, Божја карактеристика, понизноста. Не бил стално ваков. Сеќавате на почетокот кога разбрал дека е евреин, дека бил во Египет, скокнал во една прилика и убил еден египетец. Значи не бил понизен, ова не е карактеристика на понизен човек. Сеќавате на оние фази кои што се интересно распределени во неговиот живот. 40, 40, 40. 40 години тој бил во Египет, се учил од египетското школство, да кажам, и од светот се учил. Потоа 40 години морал да помине во пустина со овците и со Господа, за да се научи на таа понизност. И не е чудно што го одразувал, што е одразувал таа слава Господова, дури и надворешно.
Имал чести средби со Господа. Се поучува од Господа. За да после, значи тоа му биде како подготвителен период, 40 години трпеливо го води Израел. Замислите си, ставите се во негова ситуација. Значи, ние некојаш тука тешко се водиме 20-30 души. Ставите се во ситуација на Мојсе. Значи, Мојсе е водачот, на Мојсе му е дадена улогата да го пренесе Израел низ пустината и да влезат во ветената земја, а вие секој ден имате гунџала околу себе. Па дај ни вода, па зашто нема вода, па дај ни леп, па немаме што да јадеме, па ќе испоцркаме тука, па дај ни месо, па се сеќаваат нели на египетскиот лонец тамо и така натаму и така натаму. И замислите си како Мојсе успел во сето тоа. Ако не бил понизен, ама за тоа му требала подготовка 40 години. На чести средби, разговори со Господа. И се кажаме дека Мојсе е на еден вид на слика на Исуса. Сега да свртаме во Новиот Завет и да отвориме во Евангелие по Јован, 1 глава. Јован, 1 глава. Стих 14. Овие веќе стихови ги поминавме, знаете, проучаваме Јован секој попладне, но да се подсетиме на овој стих. И Словото, кој што е Исус, нели, стана тело, се отелотвори, и се настани меѓу нас, и ја видовме неговата слава, славата што ја има како единороден од Таткото, полн со благодат и вистина. Каква е таа слава? Која е таа слава која што луѓето ја виделе во Исуса Христа? Славата на Отецот. Како можел Исус, откако почнал со својата мисија, пред се ова на тоа се однесува на тој период 3,5 години, да ја одразува славата Господова. Всушност за тоа и дошол. И тоа како? Па тој бил човек, како еден од нас. На ист начин како и Мојсей. Често пати поминувал мигови со својот отец, ги полнил батериите, како што спомна брат Зоран за време на поуката. Не е возможно да одразувате некого, нечи лик, нечи карактер, ако не сте во честа и цврста заедница со тој истиот. Еве во 18 стих од истата глава Јован, веле и Бога никој никогаш не го видел, единородниот Бог кој е во преградката на Таткото, тој го објави. Исус дојде да го објави Отецот, да го објави неговиот карактер. И можеби и најсилен стих е овде Евреите 1.3, кој што јасно кажува што е всушност Исус и кој е Исус. 1.3. Тој, се мисли на Исус, е одблесок на неговата слава, на славата на Отецот, и одраз на неговото битие. И еве како го постигнал тоа, слично како и Мојсе. Матеј 14.23. Матеј 14.23. Ова се само неколку моменти од неговиот богат молитвен живот и живот на комуникација со Господа. Матеј 14.23. И штом го распушти народот, ова е откако ќе се случи оној момент со бурата и како Исус оди по вода, па се качува во чамецот кај учениците, вели штом го распушти, народот се искачи на гората за да се моли насамо. А кога се свечери, беше сам таму. И често пати цели ноќи поминува во молитва. Полнел батерии. На овој начин можел подосна и да ја одразува славата Господова во полнина. Марко 1.35. Сличен момент. Марко 1.35. Прва глава 35 стих Марко. А наутро додека уште беше темно, стана, излезе и отиде во пусто место и таму се молеше. И навечер, имаме една ситуација овде, значи, а овде наутро, уште додека беше темно, значи пред изгрери сонце со други зборови. Стана и се молеше. Дали имаме ние ваква навика? Знаете, прво што треба да ни падне на памет кога ќе станеме од креветот е да му благодариме на Господа, затоа што не сочувал, што ни дал уште еден ден на живот. И значи, прво што треба да направиме е да клекнеме и да разговараме со Него. Да имаме кратко проучување,
потоа може некои утрески вежби, да се размрдаме, топол, паладен туш и така натаму. Тоа веќе спаѓа во здравствена реформа, нели? Во ред, значи, наутро, уште доека беше темно, прво што му требаше на Исуса беше водство Господово. Патем речено, што правеше Исус? Исус, вели, не изговараше ни збор кој што не беше од Отецот. Вели, оно што јас ви го кажувам, овие зборови се од Отецот. Делото што јас ги правам, не ги правам јас, Отецот кој е во мене. Тоа е таа тесна заедница. На тој начин можел да му каже на Филипа, во една прилика, кога Филип барал да го види Отецот. Па мене ме гледаш, а мене ме видел, а Отецот. Затоа што тој во целост го одразувал својот татко. Еве како на друг начин исто Исус го прославувал својот Отец. Јован 14 глава, ајде сега повторно во Јован. Добро, тоа се стиховите што претходно ги спомнав за Филип. Јован 2 глава 11 стих. Јован 2:11. Знаете, првото чудо на почетокот на неговата мисија е чудото со претварањето на водата во вино, односно во гроздов сок, на свадбата во Кана Галилејска. Вели овда, ова го направи Исус во Кана Галилејска како почеток на чудесата и ја објави својата слава и неговите ученици поверуваа во него. Често пати се вели овде својата слава. Меѓутоа Исус можел едноставно да каже и дека е тоа негова слава, затоа што и тоа е Бог, а всушност ја одразувал и славата на неговиот Отец. Како што во една прилика во Откровение ќе се каже дека таа бела наметка се добрите дела на праведниците. Всушност тоа се делата што Господ ги прави преку нив, и тоа може да се нарече како нивни, зашто што тие се едно со Господа. Значи Господ го прославувал, Исус го прославувал својот Отец преку чудата. Во оваа прилика виното, во друга прилика во Јован 11 глава, да се подсетиме само, не мора да читаме. Што вели Исус кога слушнал дека неговиот пријател Лазар е болен? Оваа болест не е за смрт, туку за да се прослави Господ. Во 9 глава Јован слепиот, кој што се родил слеп, се прашувале учениците, а и целото општество тогаш, зошто е слеп? Дали ради неговите гревови или ради гревовите на неговиот татко или мајка? Не, туку за да се прослави Господ. И Господ се прославувал во многу чести случаи, секојаш кога Исус ке исцелил некоја душа. И физички и духовно пред се. На кој начин? Зошто се прославува Господ на тој начин? Па затоа што на тој начин вие ги обелоденувате неговите карактерни особености. Неговата добрина, неговата желба да помогне, да исцели. Да биде за добробит на едно човечко суштество. Секојаш кога лекувал, лекувањето е на слава на Бога, затоа е лечил и во сабота и не било проблем да лечи во сабота, иако му замерале, дури и сметале дека со тоа го крши законот, затоа што го прославувал Отецот. А ако ние треба да го прославуваме секој ден, па уште повеќе во сабота, нормално. Лука 13 глава. Да отвориме Лука 13 глава, од 10 до 13 ки читаме. 13, 1-3. 13, Лука од 10 до 13. А кога поучуваше во сабота во една синагога, ете таму беше една жена која 18 години имаше дух предизвикувач на болеста и беше згрчен и не можеше да се исправи. Штом Исус ја виде, ја повика и рече: жено, ослободена си од својата болест. И што се случува? Ги стави раците врз неа, а таа се исправи веднаш и го славеше Бога. Го прославуваше Бога. Затоа што Господ, односно Исус, го прикажува Господа всушност каков е. Сака да помогне. Или Јован 12 глава. Ова се
исто стихови што од неодамна ги проучувавме. 23 и 24. Јован 12, 23 и 24. А Исус им одговори: дојде часот да се прослави човечкиот син. И овде ќе видиме од 24 стих зашто станува збор, на што алудира Исус. Вели, дојде часот да се прослави синот човечки. И вели 24 стих: вистина, вистина ви велам, ако пченичното зрно не падне во земјата и не умре, останува само, а ако умре, донесува многу плод. Исус ги насочува на неговата смрт, кој што за 2-3 дена ќе се случи. Ова е непосредно, знаете, во домот на Симон, кој што се случува она средба и она миросување негово од страната на Марија, и веднаш после тоа тој ги насочува неговата смрт и вели: дојде часот да се прослави синот човечки. Господ се прославил преку смртта на својот син. На кој начин? Епа, ако некаде се манифестирал неговиот карактер, Божиот карактер, тогаш било тоа Голгота, токму кога Исус умрел. Кога ја покажал својата милост, кога ја покажал својата љубов кон човечкиот род. Исус дојде за тоа да го прослави својот Отец. Сега, како ние да му оддадеме слава на Бога? Тоа е дел од првата ангелска вест. На тоа го проповеда ангелов, всушност тоа и ние треба да го проповедаме, како дел од таата ангелска вест. Како, кога ние немаме своја слава? Ја немаме Господовата слава, се извинувам. Јован 8:12. Осма глава, 12 стих. Што вели Исус овде? Јас сум светлината на светот. Кој ме следи нема да оди во темнина, туку ќе ја има светлината на животот. Кој е Христов следбеник, кој што е светлината на светот, нема да оди во темнина, туку ќе ја има светлината на животот. Понатаму Матеј да прочитаме 5 глава. Матеј 5 глава, 14 до 16. Овие се исто така познати стихови од делот проповедта на гората на блаженствата. Матеј 5, 14 до 16. Вие сте светлината на светот. Сега во Јован вели, јас сум светлината на светот, овде вели, вие сте светлината на светот. Град кој лежи на рид не може да се скрие, ниту се пали светло, за да се стави под житно мерило, туку на светилник, и им свети на сите кои што се во куќата. Така нека свети вашата светлина пред луѓето, за да ги видат вашите добри дела и да го прослават вашиот Татко кој е на небесата. Погледнете овие зборови, посебно последниот стих. На кој начин сега ние сме светлина на светот, а претходно вели Исус, тоа е светлината на светот? Па земете, обичен пример имаме меѓу сонцето и месечината. Како што Мојсей ја одразувал славата Господова, откако бил во близок однос и контакт со него, како што Исус ја одразувал славата на Отецот, така и ние можеме да одразуваме славата Христова. Че ние не сме изворот на светлината, туку ја одразуваме затоа што претходно сме ја примиле, како што месечината ја прима и ја одразува светлината од сонцето. И видите 16 стих, пак да го повторам. Така нека свети вашата светлина пред луѓето, за да ги видат вашите добри дела и да го прослават вашиот Татко. Еве како се слави нашиот Отец. Ако ги вршиме делата на нашиот Отец, односно ако дозволиме тој да ги врши преку нас. Еве овде се вели вашите дела. Тоа не се наши дела, туку тоа се дела кои што Господ ги прави преку нас. Но може да се кажа наши, затоа што ние сме едно со Господа. Ако сме тоа, ако имаме таа тесна заедница. Видите што вели 1 Петрово 2.12. 1 Петрово послание 2.12. Однесувајте се добро меѓу народите, така што токму во она зашто ве клеветат, како злосторници, врз основа на вашите добри дела, која ќе ги видат да го прослават Бога во денот на посетата. Значи да, еве се потврдува и тезата од поуката. Најмокно е личното сведоштво, односно животот. И овде вели,
може би ќе зборат за вас дека сте нововерци, дека сте вакви, дека сте такви. Меѓутоа, нека, кога ќе ги видат вашите добри дела, односно делата што јас ги правам преку вас, тогаш ќе ме прослават мене. Еве на кој начин можеме да го прославиме Господа. Кога во една тесна заедница со Него, гледајќи на Него, ќе одразуваме Неговата слава, всушност Неговиот карактер. Тогаш, луѓето гледајќи во нас, гледајќи го нашиот живот, и тие ќе го прослават. И видите како таа слава се префрла од еден на друг, се одразува од еден на друг. Тоа е функцијата на црквата, тоа е нашата функција, затоа сме повикани. Јован 15.8, исто многу убав стих. Јован 15.8. 15 глава, 8 стих, Јован. Мојот татко се прославува со тоа што ќе давате многу плод и ќе бидете мои ученици. На кој начин таткото се прославува? Со тоа што ние како негови ученици даваме многу плод. Интересно што овде во еднина кажам плод, па прочитате во Галатјаните, плодот на духот е. Ајде да ги наброиме тие работи. Галатјаните 5 глава, иако за мој срам треба и на памет да ги знам овие стихови, затоа што стварно изворени во суштина го прикажуваат карактерот на еден христијанин, каков треба да биде, односно карактерот Божи, нели? 5 глава Галатјаните 22, па понатаму. А плодот на духот е љубовта, радоста, мирот, трпението, љубезноста, добрината, верноста, кротоста, самоконтролата. Тоа е карактерот, тоа се карактерни особини. А оние кои што се Христови, односно нема закон против вакви нешта, оние кои што се Христови го распна своето тело со неговите страсти и похоти. Нашто јас се мртвом, живее Господ преку нас, на тој начин ние го одразуваме, ја одразуваме неговата слава. Иако сме ја изгубиле, Господ изнашол начин како, прекајќи го својот син, да умре на крстот, за да ние, поучувајќи се од него, че не добиеме само спасение и прошка за гревовите, туку и во тој процес на посветување, вистински да го одразиме неговиот карактер. И забележавте дека тоа Мојсей го правил, тоа Исус го правил, само поради тоа што биле во тесна заедница. Чести разговори лице в лице. Нормално, ние немаме нечи баш такво искуство, буквално како Мојсей лице в лице, меѓутоа лице в лице е ова за нас денеска. И во молитва, че молитвата, еве, баш проучуваме за тоа во пуката. Зошто беше молитвата, вели таму, срж на нашето пробудување? Затоа што молитвата е она што јас сакам да му го кажам на Господа. Значи, јас сум дошол до сознание дека нешто ми фали, дека мене ми треба Бог, па затоа клечам и разговарам со Господа. Му го кажувам тоа што ми лежи на срце, што велиме. А Божјата реч е да ослушнеме што тој има да ни каже на нас. И еве ви го разговарам. Молитвата, Божјата реч, и нормално како природна последица на тоа ќе дојде и сведочењето. Да посведочите, да кажете што Господ направил во вашиот живот. И видите сега овие два мокни стиха, односно неколку се, најнапред во второ послание до Коринќаните, 4 глава, 6 стих. Второ послание до Коринќаните, 4 глава, 6 стих. При крај сме уште малку, ќе издржите. Иако не е баш толку топло, покрај клима уредите. Значи, второ послание до Коринќаните 4.6. Зашто Бог, кој рече светлина да засвети од темнината, тој засвети во нашите срца, за да ги осветли со познавањето на Божјата слава во лицето на Исуса Христа. Многу убав стих, нема што да се коментира овде. Славата преку Христа, кој што дојде да ни објави, се пренесува, засветлува во нашите срца и потоа и ние светлиме. На тој начин и ние стануваме светлина на светот. И интересни се оние зборови на Исусовата молитва во Јован 17 глава, кога Исус се моли да бидеме едно. Јован 17 глава отворите, 4 стих најнапред. Вели, јас те прославив. Исус вели, јас те прославив на земјата. На кој начин? Го свршив делото, што ми го даде за да го извршам.
Че видите, Исус дошол да го завршил неговото дело. Не спасил. А кој е нашето дело? Повторно ја гледаме една таа врска со пуката од денес. Нашето дело е да ја однесеме таа радосна вест, да им проповедаме на луѓето. А преку тоа ние го прославуваме повторно Отецот. И видите 22 стих, истата глава, и 23, 22 и 23. И славата што ми ја даде, вели Исус, значи се моли се уште, вели, славата што ти ми ја даде, им ја дадов ним. Еве пак тој однос. Славата што ти ми ја даде, им ја дадов ним, за да бидат едно како што сме ние едно, јас во нив, а ти во мене, за да бидат совршени во едно, за да знае светот дека ти си ме испратил и дека ги љубеше нив како што ме љубеше мене. Значи, еве од кај е славата. Одговор на прашањето како ние можеме да го прославиме Господа, Исус ни ја дава таа слава. И треба да ја примеме. Исус ни го дава всушност, не учи како да го добиеме тој Божи, Христов карактер и на тој начин да го прославиме Господа. И затоа, во Откровение 18 глава, 1 стих стои, дека откако ќе се испроповедаат тие троангелски вести, што ќе се случи на земјата? Значи, ќе се излии Духот Свети, позниот дош, ќе се испроповеда насекаде по светот Евангелието, и вели во 18 глава, 1 стих, Откровение, вели, потоа видов друг ангел како слегува од небото, кој имаше голема власт и земјата се осветли од неговата слава. Ова е слика дека Божиот народ, колку и да биде на број, не е битен во случајот бројот, туку е битен ефектот, ќе ја осветли цела земја со неговата слава. Зошто, како, на кој начин? Зато што ќе ја прими неговата слава, неговиот карактер, ќе го одразува во потполност и тогаш ќе биде осведочен целиот свет. Повторно личното сведоштво и карактерот и најголемо сведоштво за секого. Уште неколку стиха. Исаија 58 глава. Во ова глава Исаија зборува за тоа што е вистински пост. Патем речено, кога сме кај здравствената реформа, една мала дигресија, одлично е за организмот ако секоја недела еден ден постите. Значи да одморат сите органи за варење. Еден ден пост. Може и да бидете, да речеме, само на сокови, ама сокови, на такви сокови, кои што самите ќе си ги направите во соковник. Но еве да видиме сега кој е вистински пост, вели 58 глава Исаија, 6 до 8 стих. Ова е постот што ми е по волјата. Да ги кинеш неправедните окови, да ги развржеш врските на јаремот, да ги пуштиш на слобода угнетуваните, да ги скршиш сите окови, да го поделиш својот леп со гладните, да ги воведеш под својот покрив бескучниците, да го облечеш оној што ќе го видиш гол и да не се криеш од оној кој е од твојата крв. Што е ова? Ова е практична побожност. Практично христијанство. Христијанство на дело. Христос вака живеел. Одразување на неговиот карактер. И видите сега како докаде не водат овие стихови и што ќе прочитаме на крајот. Тогаш ќе светне како зората твојата светлина. Значи тогаш ќе светлиш. На тој начин си светлина на светот. И твоето здравие ќе процвета бргу. Интересно е ова. Твоето здравие ќе процвета бргу. Значи кога сведочите, кога сте активни, кога сакате да споделите луѓето, меѓу луѓето, тогаш и сте здрави. Тоа пред се на психичка база многу позитивно делува. Да му кажете радостна вест, да го зарадувате некого. Кога ќе зарадувате некого, вие ќе станете уште порадосни и од него. И не застанува, вели, твојата правда ќе оди пред тебе, а Господовата слава ќе ти биде заштитница. Еве Господовата слава. Еве ја светлината. Еве како светлиме. И како ја одразуваме таа Господова слава. И само на крајот во 2-3 збора во контекст на повторно здравствената реформа има еден друг аспект на тоа како ние го прославуваме Господа.
не можеше да се избегнат овие стихови. Прво послание до Коринјаните 6 глава, 19 до 20. Што мислите, дали го прославуваме ние Господа со цигара во уста, со чашка алкохол, со нездрав начин на исхрана, внесувајќи се и се што Господ рекол не е за јадење? Дали на тој начин го прославуваме? Вели, или не знаете 19 стих и 20 стих од 1 Коринќаните 6 глава, или не знаете дека вашето тело е храм на Светиот Дух кој е во вас? Тоа е храм на Светиот Дух. Кога го имате од Бога, па не се припаѓате само на себе си, зашто скапо сте купени. И така, вели, прославете го Бога во своето тело и во својот дух кои се Божии. Значи, дел од првата ангелска вест е здравствената реформа, сега овде гледаме. Токму во тој израз прославете го Господа. Не можеме да го прославиме поинако, ако не здраво живееме. Или 1 Коринќаните 10.31. 10.31. Според тоа, јадете ли, пиете ли, или ако правите нешто друго, што и да правите, правете го сето тоа за Божја слава. Овде спаѓа многу повеќе, значи не само исхраната и здравствената реформа, многу повеќе спаѓа овде. Се што правите, правите на негова слава. Или ќе го прославиме, или ќе го усрамиме, така да кажеме. И на крајот точка за ова денешна проповед, еден прекрасен стих кој што ќе го прочитам од ревидираното издание на Библијата, кај што е многу појасен и по-добар, подобро преведен. Второ послание до Коринќаните 3.18. 3.18. Второ послание. Познат стих, ова е последниот стих од оваа глава. Ние пак сите со откриено лице, како во огледало, гледајќи ја славата Господова, се преобразуваме во истиот лик. Во Господовиот лик. Од слава во слава, како од Духот Господов. Делувајќи Духот Свети во нас. Ама внимавајте што треба ние да правиме. Ова е дел и клучен стик за расправа и на цела она серија на предавања од Стивен Валас, ако се сеќавате, едно предавање видовме за славата Господова и за тоа дека тој истакна дека прво и основно, прва задача нам не ни е сведочењето, иако тоа е составен дел, прво е карактерот. Да го оформиме тоа не значи дека треба сега да седим и да чекаме дека не го оформиме карактерот. Карактерот, ако следевте внимателно, Ивана добро прочита денеска во пуката. Зошто Господ, која сме тука, значи пак мала дигресија, зошто Господ, кога можел да го заврши ова дело на проповедање преку ангели на 300 други начини, тој тоа така не го направил, туку преку нас го прави. Дали следевте внимателно, што стоеше во текстот? Затоа што не постои начин да го изградиме ние нашиот карактер поинаков од тој. Значи, преку проповедање на Евангелието, преку носењето на таа вест, ние го градиме карактерот. Вие за да доведете една душа во црква, на вас ви треба време да одвоите од своето драгоценно време. И труд, и трпение, и се. А на тој начин го градите карактерот. Станувате трпеливи, кротки, понизни. И така натаму. Значи, гледајки, ние мора да гледаме, ние мора да обштиме со Господа, мораме да ги имаме тоа заедничество што Мојсей го имал, лице в лице, и гледајќи како во огледало, и гледајќи во Христа, ние од ден на ден ќе се преобразуваме во Неговиот лик, во Господовиот лик, и на тој начин совршено ќе го одразуваме Неговиот лик пред овој народ кој што пропаѓа. На тој начин и најлесно ќе ги осведочиме, и најлесно ќе дојдат. На тој начин можеме да го прославиме Господа. Нека му слава на Бога и нека нашиот живот од ден на ден, од час на час, и оваа сабота, и понатаму секој друг ден, всушност биде прослава на Неговото име. Токму преку нашите животи и нашиот карактер. Уште една слава на Бога. Амин.